Во итната медицинска помош во Кочани ќе бидат вработени еден лекар и 3 медицински сестри. Ќе профункционира и руралниот доктор, а амбулантата во Облешево ќе работи секој ден од 10 до 15 часот со лекар и медицинска сестра. Ова беше одговорот на министерот Никола Тодоров на новинарско прашање при саботната посета на Општа болница во Кочани. Во итната медицинска помош мислам дека вработуваме еден лекар и 3 сестри во моментот. И тие би требало да се завршат во наредниот период, што не значи дека не треба да продолжиме и понатаму. На средбата со министерот Тодоров присуствуваше и директорот на здравствениот дом Кочан Иван Спанчевски, кој ни го даде следниот одговор. Откога се затвори приmarната здравствена установа во село Облешево, го покрива руралниот имот здравствен дом Кочани. Оди секој ден во период од 10:11 до 14 или 15 часот. Сега ние по новиот распоред што го имаме изготвено на месечно ниво ставаме и други места, меѓутоа поради повреда на медицинскиот техничар и заболувањето на лекарот, ќе гледаме баре Облешево да го ставиме акцентот, бидејќи кон тоа е поголемо населено место и таму гравитираат други 4 до 5 други поголеми населени места. Очекуваме во идниот период да се зголемени бројот на рурални тимови баре за уште еден, а за идната медицинска помош баре за 3 лекара, со што мислам дефинитивно ќе се разреши тој проблем. Така да уште еднаш ќе повторам дека за овој период, конкретно во Облешево, бидејќи поголем дел од населението нема, ќе работи амбулантата од 10:11 до 14, евентуално по потреби до 15 часот. Уште сакав да кажам, ние имаме, како што рековте и вие, испразните амбуланти Чишиново, Облешево и други, меѓутоа ние неколку пати распишувавме, немаше заинтересирани лекари. Сега пак до министерство пративме допис за да ни одобрат да ги издадеме плюс тие ослободени амбуланти и се надевам дека во најблизок можен рок ќе го средим и тоа заедно во соработка и со градоначалникот на општината Чишина Облешево да се направи напор. Ако најдеме некој доктор, значи да се проработи амбулантата и со тоа ќе го растеретиме и руралниот тим од таму. Инаку проблемот со потребниот медицински кадар на итната медицинска помош, според министерот, ќе се решава во ОД и за тоа е потребно време.